Две лица кои се сумничат дека превзимале активности поврзани со запленитите 5 тони марихуана во Србија се зад решетки, но за сега само на краткотраен притвор од 48 часа, потврдија од обвинителството за гонење на организиран криминал и кривичниот суд. Обвинител побарал, а кривичен го одобрил барањето за притвор на две лица, АИ и ДС, поради опасност од бегство и влијание врз сведоци и повторување, односно довршување на делото. Како резултат на преземените действија и анализата на прибраните информации и докази, постојат основи на сомнение дека лицата преземале активности поврзани со запленетите 5 тони марихуана во Република Србија, поради што јавниот обвинител достави образложен предлог за определување на краткотраен притвор. Барањето за определување на краткотрајниот притвор е со цел обезбедување на лицата и овозможување на доволно време на јавниот обвинител за преземање на неопходните процесни действија и донесување соодветна одлука за понатамошно постапување. Премиерот Христијан Мицкоски повика на трпеливост, посочувајќи дека се зголемува бројот на лица кои се замешани, а вината ја лоцираше кај претходната власт, која, како што рече, својата економска политика ја темелела на производство на дрога. Да почекаме, ќе споделиме многу брзо со јавноста како е, што е, кој е, каде е и така натаму, бидејќи се отвараат нови аспекти, нови перспективи, се зголемува бројот на лица кои што се замешани, се отвараат нови позиции, нови агли на кои што се наблюдува целата оваа историја, така да бидеме трпени. Министерството за внатрешни работи покажа дека е прилично транспарентно, така што верувајте дека ќе ви исполни. Опозицијската СДСМ пак обвинува дека скандалот со марихуаната води до врвот на сегашната власт. Оттаму преку соопштенија порачаа дека тоа што досега нема одговорност за најголемиот наркоскандал во Македонија и во регионот, може да биде возможно само ако скандалот води до врвот на власта која што се обидува да го заташка, стои во соопштенијето. По запленетите 5 тони марихуана во Србија и во Македонија се спроведе акција од страна на обвинителството и МВР, при што беа одземени над 40 тони марихуана.